Секако дека ги сумирам искуствата и впечатоците од Авганистан. Нашата секојдневна комуникација, секојдневна работа беше заедно со нашите пријатели од НАТО, од различни земји. Атанас Попстефанија од Охрид беше дел од 6 члени од македонски медицински тим, кој со медал за успешно завршената работа неодамна се врати од мисијата одлучна подршка во Авганистан. Тие беа дел од норвешката теренска болница во Кабул. Пред заминувањето за Авганистан, каде останаа 3 наместо 6 месеци, поминаа 2-месечна обука за воена хирургија во Норвешка. Со норвежаните имавме одлична соработка и во процесот на предупатна обука, а потоа и во самото работење во Авганистан. Раскажува дека искуствата кои ги стекнал таму, специфичноста на повредите, начинот на лекување, како и реткоста на пациенти кои не можат да се видат во останатиот цивилен свет, му се повеќе од драгоцени. Нашата улога беше, веднаш што пациентот го донесат парамедиците, во најкраток можен рок да ги направиме соодветните прегледи и да ги започнеме примарниот и секундарниот третман на пациентот. Повредите беа типични воени повреди. Станува збор за огнестрелни повреди, станува збор за експлозии, станува збор за повреди стекнати од шрапнели и така натака. Беше предизвик. Директен контакт со афганистанското население немале, единствено само со повредените пациенти, припадници на Афганистанската национална армија. Ние бевме во самиот град. Базата беше прилично безбедна, иако и покрај тоа што базата беше безбедна, околината на Кабул сепак имаше одредени инциденти. Меѓутоа ние се чувствувавме крајно безбедно. Надвор од базата не беше дозволено да се излегува. Подготвен е вели за нови вакви предизвици и нови мировни мисии. Се надевам дека со ова искуство ќе го искористам јас лично, меѓутоа дека ќе го искористи и македонската армија, дека ќе го искористи нашата држава, да изградиме поголеми државни капацитети кои ќе бидат на располагање на НАТО. Атанас веќе 9 години работи како ортопед-хирург во специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмов во Охрид. Сака своето искуство да им го пренесе на своите колеги, но вели дека се тоа му отвара и нови врати. Има разговори за соработка и за практицирање на медицина во Норвешка. Се разбира дека ги отвора вратите. Моја примарна цел е да останам тука во Охрид и во Македонија. Северна Македонија ги повлече сите своји војници од Авганистан во согласно со одлуката на сите земји членки на Алијансата за завршување на мисијата одлучна подршка. Во изминативе 19 години, почнувајќи од 2002, армијата во рамките на војните мисии ИСАФ, а потоа и мисијата наследник одлучна подршка, учествуваше со 3500 припадници. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.